Уметниците масовно откажуваат настани, но промената на бравите и клучевите во канцелариите на Младинскиот културен центар е главен приоритет за новиот ВД директор Никола Алексов. Тој само што ја презема функцијата, решил дека само тој и никој друг нема да ги отклучува и заклучува дел од просториите во МКЦ. На новиот директор, инаку дипломиран детектив, безбедноста му е многу важна, па тој се интересирал и како функционира обезбедувањето на објектот. Вработените велат дека уште на првиот ден како директор минатата недела, тој веднаш донел ревизори и инспектори за да ги чешлаат финансиите на јавната установа. Во меѓувреме културата паѓа на последно место. Сите активности како театарски представи, концерти, прикажување филмови, поетски читање и слично, сето е откажано на неодредено време. Организаторите на овие настани самите се повлекле и ги откажале веќе закажаните термини. Денеска нема да се игра најавената театарска представа Кенди, а под знак прашалник е и одржувањето на 11-тото издание на музичкиот фестивал Земјотрес на 4 февруари. Буџетот на МКЦ годинава е скратен за цели 92%. Поднесената годишна програма за работа не е прифатена, а програмскиот колегиум не ги знае плановите и идните чекори на ВД директорот. Па никој со сигурност не може да каже кога ќе продолжат, но и во колкав обем редовните настани од областа на културата. Инаку дипломираниот детектив Никола Алексов бил примен на работа пред 10 дена, и тоа на местото на службеник кој набрзо требало да се пензионира во службата за општи работи. Дел од вработените јавноста се дигнаа на нозе кога тој експресно стана директор. Антикорупцијската комисија веќе најави дека ќе го испита неговото вработување, откако програмскиот колегиум на МКЦ алармираше дека ВД директор може да се избере само од редот на вработените, но не и од оние примени преку Агенцијата за привремени вработувања. Сега веќе поранешниот директор Ванчо Богоев се пожали на жестоки притисоци од секретарот на град Скопје за да потпише вработување за музичарот Арбен Шакири, и тоа како преодна форма за шефовската позиција. Шакири неколку години покажува интерес да застане на чело на МКЦ, а веќе имаше и еден неуспешен обид. Пред неколку години уметниците се кренаа на нозе, но обидот пропадна. И овој пат музичарите се здружија и пред 2 дена организираа протестен музички собир, но и потпишување петиција против партиските игри околу МКЦ.